Добар ден, вие сте со вестите на Канал 8. На преминот меѓу старата и новата година, вообичаено се прави преглед на случувањата што ги одбележале изминатите 12 месеци. 2014 во Кочани ќе остане запаметена по случувањата што во локалната средина донесоа промени за кои во јавноста имаше долги полемики. Кога во неколку минути треба да се издвојат настаните што на локално ниво оставиле белег во текот на изминатите 12 месеци, вообичаено се прави обид за балансирање меѓу позитивните и негативните случувања, што ја засегнале по широката заедница. Краткиот осврт покажува дека почетокот на годината што изминува ја одбележа одлуката на Советот за продолжување на пробниот период за јавниот градски превоз за уште 3 месеци и најавата дека се размислува тој да се прошири и во населените места во општината. И додека локалната власт размислуваше како и каде да ги вози граѓаните, јавноста ја стресе анализата на Центарот за јавно здравје, која покажа дека е неисправна водата за пиење од јавните чешми и водоводите во планинските села. Во меѓувреме, општинарите се пофалија дека во 2013 биле рекордери во источниот регион според бројот на продадени парцели од државното градежно земјиште. Оптимизам за невработените лица во февруари беше информацијата дека американскиот Амфенол доаѓа во Кочани за да отвори фабрика за автомобилска опрема, а веднаш потоа и најавата дека холандската компанија Антура добила градежна дозвола за почеток на градежните работи на својот објект за производство на цвеќе. Во март, општината најави изградба на нови кружни текови, откако претходно во употреба беше предадено такво сообраќајно решение кај полициската станица. Од граѓаните пак дојдоа забелешки дека власта заборавила да ја заштити етно куќата, па просторот пред неа станал ноќно собиралиште за младите. Во април започнаа активностите за претседателската изборна кампања, па како да се заборави дека животот треба и понатаму да тече нормално. Во мај, граѓаните и фирмите собираа хуманитарна помош за поплавените региони во Србија, а сеидбата на Оризот, како по обичај, повторно доцнеше. Почетокот на мај пак ја донесе првата поголема граѓанска петиција против одлуката на локалната власт да започне наплата за паркирање во централното градско подрачје. Во јуни, регионот го зафати големо невреме, што струши повеќе дрвја и поплави куќи и деловни објекти во Кочани. Истиот месец, Советот донесе одлука за ликвидација на погребалното предпријатие што сам го формираше. Руен повторно беше рестартиран во средината на јули, во исто време кога започне реконструкцијата на една од централните улици во градот, Димитар Влахов. Во август, општината се согласи да отстапи вода за пиење на соседната Чешиново Облешево, а еден месец подоцна, главен настан беа деновите на Кочанскиот Орис. Нова бензинска пумпа во октомври отвори рускиот Лукоил во Кочани, а кочански фирми најавија преселба на бизнисот во соседна Србија поради неповолни услови за работа кај нас. Поради големиот број сообраќајки со жртви и повредени, во ноември патот Штип-Кочани беше прогласен за црна точка по целата негова должина. Истовремено дојде најава дека коловозот ќе се надградува за да стане експресен пат. Мнозинството во Советот пак и покрај негативните оценки во јавноста донесе одлука улицата Маршал Тито да го добие името ВМРО. Крајот на годината, локалната власт го дочека со веста дека ја задолжила општината со кредит од 1 милион евра за изградба на 10 улици во градот и на селбата Оризари. Се насе 2014 за Кочани и кочанци завршува како и многу што поминале. Вниманието сега е свртено кон годината што доаѓа. Што таа ќе донесе е неизвестно, како на секој почеток на големо очекување за повеќе среќа и успех. 12 месеци што следуваат ќе покажат колку надежите и очекувањата биле реални. Ако се направи ретроспектива на движењата во локалната економија во 2014, првата асоциација се новите странски инвестиции. Но без оглед на некои позитивни тенденции, животниот стандард на населението остана низок, што за волја на вистината не остава многу простор за оптимизам и во 2015. Овој симпатичен графит осамна за една од минатите нови години над зидот на Центарот за култура. Но колкумина би можеле да се идентификуваат со него. Дали среќата зависи од материјалната состојба или не. Кочани годината ќе ја заврши со 3626 невработени лица, Виница со 927. Но ова се сепак само податоци на Агенцијата за вработување. На економски план за Кочани 2014 е успешна година.
но само ако се има предвид колку минатите години биле неуспешни. Бројот на невработените се намали осетно со отворањето на фабриките на Амфенол, Антура и Руен Инокс Автомобиле. Има најави дека е можна уште некоја инвестиција во Кочани. Но она што загрижува и што според сите економски показатели ќе загрижува и во 2015, па и потоа, е многу нискиот стандард. Вашингтонскиот институт Кейто во април годинаве ја рангираше Македонија на 11-тото место од вкупно 90 анализирани земји според длабочината на сиромаштија. Со индекс 35,7%, земјава се вброи во оние кои се најсиромашни, а како клучна причина се посочува токму невработеност. Народната банка на Македонија соопшти дека годинава растот на македонската економија ќе изнесува 3,7%. За следната 2015 прогнозира 4,1%, а во 2016 година раст од 4,5%. Во овие проекции нема промени во однос на ова и на 2016 година, има само надолна корекција за предвидениот раст за 2015. Претходната проекција на Народната банка на Република Македонија за растот за 2015 година беше 4,4%. Според банката, корекцијата е заради неповолното надворешно опкружување. Сиромаштијата си го направи своето. Поголем дел кочанци новата година ќе ја дочекаат дома со семејството. Рестораните имаа богати понуди годинава, со жива музика и добри менија. И некои од нив се полни до последно место. Но има и такви кои новата година ќе ја дочекаат надвор од државата. Нова година поголем дел кочанци ќе ја дочекаат дома. Со скромна трпеза и со најблиските ќе ги поминат новогодишните и божикните празници. На последниот ден од старата година, кога луѓето беа растрчани по улиците и пазаруваа се што им е потребно, на оние што наидовме, буквално сите ни рекоа дека безпарицата си го направи своето и дома ќе ја дочекаат новата година. Велат, не се чувствувало посебна новогодишна атмосфера. Каде за нова година? Дома, во домашен амбиент. Дома, дека сирој моштилок, дека ќе одиме на друго место. Тука, во домашен амбиент. Па дома, во домашен услови. Дома? И се одлучувате да одите некаде во? Не. За нова година во домашен амбиент, дома. Секој испрема можностите. Каде дома? Ќе чекаме со фамилијата. Па во домашен амбиент. Сепак има и такви кои новата година ќе ја дочекаат во кочанските ресторани, а некои и надвор од државата. Годинава се пожалија и трговците во маркетите и продавниците со новогодишни украси. Од година во година имале се помалку работа и сиромаштијата кај луѓето се одрази врз нивниот промет. Новогодишно обраќање до граѓаните упати председателот Ѓорѓе Иванов со пораки за меѓусебно почитување, соживот и негување на традиционалните вредности. Обраќањето го пренесуваме во целост. Почитувани граѓани на Република Македонија, празниците се момент за нова надеж и нова верба дека ни предстои подобра и поуспешна година за сите нас. Празниците се момент кога си посакуваме многу здравје, многу радост и многу среќа во годината што доаѓа. На прагот на новата година, благодарни сме на сите граѓани кои не израдуваа, охрабрија и не потикнаа на добри мисли и добри дела. Благодарни сме на трудолюбивите стопанственици и земјоделци. Благодарни сме на грижливите родители. Благодарни сме на уметниците кои со своите дела, изложби и изведби ги освојуваа светските сцени. Благодарни сме на нашите спортисти и талентираните млади научници кои освојуваа признанија за Македонија. Благодарни сме на храбрите македонски војници кои будно ја чуваа нашата безбедност. Благодарни сме на сите оние кои ја сакаат, почитуваат и чуваат Македонија. Сите ние сме различни, но суштински сме еднакви. Секој од нас придонесува кон создавањето на сликата која другите ја имаат за нашата татковина Македонија. Драги сограѓани, предстојните празници се и можност да се потсетиме на вистинските вредности од кои произлегуваат нашите мисли и зборови, нашите дела и навики, но и нашата иднина. Затоа да се радуваме на малите нешта што ја чинат големината на животот. Да им го посветиме сето наше внимание, нашата љубов и почит на нашите семејства, на нашите деца, на нашите соседи и пријатели.
да ги споделиме добрите мисли и надежи со болните, со немоќните и со сите оние на кои им е потребна нашата утеха, помош и поддршка. Да ја негуваме нашата традиција на соживот со почитување и прифаќање на различните од нас. Да ја градиме Република Македонија според највисоките европски вредности, критериуми и стандарди. Во се што правиме, да и го посакуваме на Македонија највозвишеното. Да продолжиме да се престигнуваме во добрина, затоа што од нас самите зависи и иднината на Македонија. Заедно со моето семејство ви посакувам вам, на сите граѓани на Република Македонија, во татковината, но и надвор од неа, среќни и радосни новогодишни и божикни празници. Среќна нова 2015 година. Отстранети се наносите од снег на коловозот што ги нанесе ветерот на патниот правец кон Пониква. Сепак на оделни места коловозот се уште е прекриен со снег, поради што станува предупредувањето за внимателно возење и задолжително носење синџири. Овозможен е пристапот до зимскиот центар Пониква. Наносите од снег се отстранети ако ловозот е прооден. На одделни места, поради подмрзнување на снегот, потребно е внимателно управување со возилата, а препораката за носење зимска опрема е во важност за сите оние кои планираат новогодишните празници да ги поминат на планината. Во меѓувреме, новите врнежи синоќе ја зголемија и дебелината на снежната покривка, што сега изнесува над 30 сантиметри. Од угостителските објекти на Пониква потврдија дека капацитетите за дочек на Нова година, како и за деновите од престојниот викенд, се целосно исполнети. Одморалиштето на МВР беше распродадено уште пред 1 месец, а слично е и со другите објекти за сместување. Освен тоа, и собствениците на викенд куќи ќе бидат меѓу бројните посетители што се очекуваат овде за празниците. Метеоролозите за наредните 2 дена најавуваат сончево, но студено време, а нови врнежи од снег се очекуваат в недела. Проследете го и пресекот на спортот во 2014-та. Многу надпреварувања, малку успеси. Поголеми надежи остануваат за 2015-та. Зад нас е уште една лоша година за кочанскиот спорт. Без јасна стратегија, со криво поставени принципи на дејствување и лични интерференции, без спонзори кои ќе најдат интерес за вложување или ќе донираат, нема ниту резултати. Колективните спортови или годинава го допреа дното, или останаа таму од претходно спротивно на метафизичките закони, или екзистираат во собствен филм. Кога се тие во прашање, Кочани има и еден државен шампион, истоимениот клуб во женската фудбалска лига. Минатата сезона беше неприкосновен, ја освои и шампионската титула и трофеот во купот. Се радуваа тие, се радуваше и градот, залетова во полн состав со безмалку целата репрезентација да доживее срамно фијаско на европската сцена во квалификациите за Лигата на шампионите, покажувајќи дека е светлосни години далеку не само за европскиот крем, туку и за вистинскиот женски фудбал воопшто. Осогово не влезе само во лоша година, туку и во најлошата декада, па и ера за кочанскиот фудбал во историјата. За поздравување е враќањето на пинг-понгот. Резултатите се многу скромни, но барем во прашање е напредок. И покрај најавените позитивни ветрови, борењето е во длабока хибернација, но неколкуте таленти ветуваат. Влезот на Баскет Дино во втората кошаркарска лига е веројатно и најголемиот виц на кочанскиот спорт во 2014-та. Екипата е убедливо последна на табелата по првиот дел од сезоната. Можеби е најдобро кочанските екипи да останат таму каде што се во моментов или чекор назад, подобро прв во село отколку последен во град. Тенис. Резултати постигнуваат само по еден надпросечен тенисер во машка и женска конкуренција. Бледа сенка на кочанската тениска школа од крајот на 90-тите години и нешто подоцна. Гимнастичарите стандардни, со неколку медали на домашни и регионални надпреварувања под водство на новиот кочански селектор. И веројатно каратето е спортот во Кочани кој донесе најмногу успеси, меѓу кои и медал од едно европско првенство. 2015-та носи изгледи и за надфрлување на ова постигнување. Ако Дедо Мраз смета дека треба да им додели пакетче на спортистите за постигнатите успеси во 2014-та, не треба да заборави на одговорните во спортот да им ги подистрагне ушите.
Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Среќна и берикет на нова година ви посакува Канал 8. Довидување.